Драги гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновиот Демократски импулс, подкаст за народот, како што имам секогаш да кажам. Јас сум вашиот водител и уредник Трајче Гитановски, а вие како и секогаш и денеска ќе гледате Демократски импулс. Токму заради тоа што денеска имаме мощни интересен гостин, го познавам, не можам да кажам уште од мал, зашто он не познава мене уште од мал. Шоумен, водител, стендап комичар и што уште не. Се работи за Рамуш Муарем Цирко. Добар ден и чувствуваш се како дома. Добар ден и се чувствувам стварно како дома. Ке те запрашам како што ги запрашам сите, дали ќе одиме на вие, на ти, иако се познаваме на ти, па ти, така. 200 милиони години се знаеме, уствари, јас уште од времето на мамутите и диносаурусите. Најнапред би сакал Цирко да започнеме. Еве, ќе ти се обраќам со Цирко, иако си постар, знаеш, јај ти се. Знаеш дека те почитувам. Така, фала. Ме буди само ова демократски импулс дека време. Демократија ти е. Не, па време на избори сега, овие локални и демократи, импулси, викам сега, дали сум кампања, нешто треба да зборам. Ти си водел политичка кампања некогаш, нешто таква работа? Како мислиш да водам? Водител за некоја партија? Ми доаѓале такви, да. Да? Порано. Да, ти доаѓале понуди, си прифатил ли? Па прифатив, ама после му увидов дека една работа има вака. Имам една, како да ти кажам, као не поговорка, нешто си изнајдов, викам, знаеш, која увидов политичарите како зборат, како ги заобиколуваат вистините тие работи. Да не речеш лажат. Не па вика, и сега дефинитивно го решиме тој проблем. Како го решиме? Ќе ти кажам нешто подосна во една емисија, во една национална телевизија, баш ова го кажав, а тоа беше во дуел со Џаро. Бог да прости. Бог да го прости. Џаро во тој период се кандидираше како за градоначалник на град Скопје. Беше, и ама поминаат изборите и нормално, он изгуби, не знам кој победи, мислам дека победи од ова пицеријата Фуфо. Да. Фуфо победи, Џаро изгуби, не се. И потем тој период се најдовме у таа емисија, ама така од релаксиран карактер, од најнормален карактер, мислам лабаво, со водителките на национална телевизија, Телма, конкретно. Ке бидам конкретно, ама одамна ти кажам. Да. 100 години. Да, и темата беше лаги и вистина. А Џаро се знае дека као менаџер направил и многу и лаги. Интересен. Зборуваше за утакмици, за пејачи, како ги носил, како ке ги излажал, ги завел, ова, не се. Он е интересен соговорник, нормално. И ние се зезав, ајде вака ќе кажеме. И во еден момент отворија нешто кој највеќе лаже. Ме праша водител, него и мене. И он не знам, кажа нешто, не ми текнува. Али мене кога ми дојде ред, викам кој највише лаже? Џаро. Не, или заобиколува политичарите. И он сега се осети како прозван. Демек, знаеш, пред тоа беше кандидат за градоначалник. И ова, знаеш, као он прозван и се, он има другари политичари. Како навреде нешто? Па не баш, ама така некако. И мене, Цирко, не зезај, вика, нема, знае, имам другари политичари, што стварно се искрени и добри. И тука се распукавме, као кобајаги, не е толку и почнеме, он да, ја не, он да, не бе, политичарите не се тако и јас, да бе, викам, политичарите највише лажат, викам, колку луѓе, мислам, колку манипулираат, за да дојде до таа функција, фотелја. Да, не, и во еден момент ми пукна филмот. Џаро, вака, викам, ајде да се договорим. Донеси ми ти мене искрен политичар, ја ќе ти донесам невина проститутка.
Па готово крај. Камермани, организатори, доле седна, водителките се згази од мене, почна се згази, ме гледат така зелено некако. И помина тоа што помина, заврши емисијата, се угаси, ја рефлеку. Доро е 101, мораше ли да би го кажи такова у среденицјава? И тоа, што се однесува до, еве тоа избори, демократски импулс, ово на гласење, и за тоа ми текна. Да, добра анекдота со нашата легенда Џаро. Што секој тој, види, Џаро според мене, тоа ти е еден модерен Итар на времето. Он буквално... Не, за тоа капа му се симнува, кој финти кажуваше он таму. Тоа не може секој. Не, ти не памтиш, мислам, не ги памтиш тие утакмици напред на времето, работнички кошаркарски отступ играше у едно европско надпреварување, дали сега беше Купна Радивое, Корачли, не знам, кој е у прва лига југословенска тогаш. И тогаш Радосавлевиќ, Милосавлевски имаше, Буштур, Георгиевски игра, тие, таа екипа постари играчи, имаше и со Мустаки, што беа дел од тие играчите кошаркари, и он збореше, вика, како ја место утакмицата, отишле 4 лични грешки, за тоа петта да биде, добил петта, уште, не знам, во прво полувреме, немало четвртини тогаш, него прво и второ полувреме, по 20 минути, мислам, во тоа време, така си, со италијански Чинцано, или не знам која екипа игра, одека у салата у работнички, и он вика, на полувреме, вика, му го сменивме дресот, вика, му ги избричев мустаките и му даваме друг дрес, да вика, да ја продолжите. Има интересни... Како беше, смислиш будалаштина и обогати се? Така некако. Добро, го фативме околу Џаро и околу политикава, така, од околу непланирано. Неврзано, така, си тече. Кажи ми, еве, почетокот на твојата медиумска кариера, памтиш како се започна оваа игра? Па 90-ти, само што започна овие приватни медиуми да се појавуваат, дали радио или телевизија, јас на самиот почеток се бев со БТР. Да, ама пред да стане телевизија беше радио. Они зема некоја програма од саат време, 2, водеа. Пред тоа ја тогаш не сум бил таму Sky радио, мислам дека 1 сат во неделата земале, плаќале не знам колку и воделе програми. После дојда во отвори газдата Зоран, отвори радио и цело 24 часовна програма екип. И тогаш ја дојдовам во подоцнешниот период, беа овие браќа, другари, некои таму работеја, после дојдов, тоа беше негде 90-ти год, ма после тој краток период, кога се отвори тоа радиото, почна и телевизијата да работи, тогаш, ајде да кажеме, тој медиумски почеток беше, во тие 93-та, мислам дека беше така нешто, таа година. 93-та, од прилика тука некаде. Да. А добро, од старт знаеше дека те бидува за водител, например, за шоумен, кој ти кажа, чекај, ти пробај го ова, например, зашто не пробаш? Не види, те викнаате, како не, ајде ке почнеш, вика, кај нас ке водиш програма некоја, сега, јас, значи, онака си бев сигурен во себе, затоа што гледаш телевизија македонска, имаше тога, почна почетоците на А1, ово, и нешто ти се чувствуваш дека си спремен. Не спремен, немаш трема, затоа што треба сепак да си, што викаш, ти спремен, ама да не те изеде камерата. Ме разбираш? Кога ќе се појавиш. И прво беше тоа кршење на мраз, тој медиумски со радиопрограм. Не ме гледа никој, што се вика лесно е, тамо те слуша, ти можеш и по гаки да се соблечеш и да водиш програма и не те гледа ништо, важно да знаеш да брбljаш, да збориш, да анимираш публика и тие работи. Така да, тоа ми беше, ајде така, опипавање на тој пулс. Радио. Да, радио водител. Која емисија беше? Топ листа водев ја. Топ листа? Да. Имавме ние во радио емисијата, имаше као ромска топ листа, народна, имаше забавна македонска, имаше екс-југословенска, тие народни, што се вика, не беа врзани со македонска, а јас водев македонска, имаше и ромска топ листа. И
Еден колега водеше таква листа, јас ја водев македонската. У тоа време се појавија Благоја Груевски, не знам, Сузана Спасовска, знаеш, и така, и Кисми, Идоли, група Огнени момче, мислам, разни од... И јас тие хитови во тој момент што се вртеа, што беа, правев топ листа, се јавува слушатели, гласа за оваа песна, имавме спонзори, награди доделувавме и така да. Тоа беше пред времето на Викса, на докторот на пред, така? Нели Балканска е банка, пред Балканска е банка. Пошто спомнав Погати Поп, они прават нешто слично во касните. Не, па добро, ама не, па ние самите си го знаевме тоа. Мислам, не, реален ке бидам, Дишо, например, водеше таа српска листа, југословенски тие, не знам, Китич, Синан Сакич, Лепа Брена, Цеца, он ја водеше таа листа, он буквално Погаки се зезаше, ке се солече Погаки, од ние се казавме од мејацо не. Да. После тоа се случи телевизија, како видно? Па се уклучија камерите, одеднаш, во тој период, М40 беа, во тој период, М40 беа, се уклучија камерите, дојавме до еден концепт, не е концепт, осеќаш те, знаеш, ти ако меѓу другари зборуваш или кажуваш вицеви, скечеви, тие работи, значи пола работата готова. Работата е готова. Камерата ти кажувам само да не те изеде, да немаш таа фобија од камера и ако имаш малку талент и тоа, у тој период исто почнавме ние, кога почнавме со тие скечеви, почна и К15 да ги прави. Скечевите, значи почнате прво со скечеви, или не? Да, буквално така со скечеви повеќе почнавме. Имавме во неделата една емисија која требаше да биде како, ете така, во програмата на Бедер, да има хумористична со скечеви разни. Ке излеземе, ке правиме концепт, вако, овој скеч, еден план, сценарио, сега не дотично до словце со секој збор, него овој скеч ке го направиме. И ке го направиме нова локација, ке го измонтират и, да речеме, во сабота се пушташе тоа. Тоа ни беа така почетоците. Сега ја никогаш, иако се знаеме долго време, никогаш не сум ти кажал, не сум имал ни прилика ни, сега било судено. Еднаш како го снимавте еден од вашите многу скечеви, добро, јас бев дете бев. У населба сме снимале? Во населба, да. Кај нас? Не ни видов никакви камери, ништо, толку многу што бев занесено од вашата игра. Како вие тоа глумите, како вие тоа го правите. Не го забележа камерманот. Никој дека има од позадини камери, ни тонец, никој, толку, значи, вие на некој начин сте кривци, условно кажано, за тоа што започнав со хуморот. Значи те мотивиравме. Не мотивиравте буквално од кога го видов тоа и после 10 минути видов дека имате камери. Тешко ли е да се прави хумор? Најтешко е. Види, најтешко е точно тоа. Најтешко е хуморот да се направи за ајде да го лиснеш публиката или да те следи, да те направи. Тоа е стварно најтешко, од некој ќе рече, ама пак кога ќе видиш ти треба дарба да имаш. Да имаш дарба. Сега како ги текнуваат скечевите, вика како ги смислува. Викам, не ги осмислуваме, го гледаме народот. Од животот. Не, животот на народот, ние сме народот буквално, викам, и теро. Они народот, гледачот ни дава идеја како скеч да направиме. Буквално така испаѓа. Војче Китановски го знае сигурно. Да, апсолутно. Ја и он знаеш дека дружевме долги години, Бог да прости. Он ми каже една паметна мисла, многу научив од него за хуморот и ми вика вака: многу потешко е некого да насмееш, него да расплачеш. Апсолутно, се сложувам со тоа. Полесно е. Се сложувам со тоа, со Војче Китановски. Стимале вие нешто? Да. Не сме соработувале заедно, мислам, не сме направиле нешто, но често сме се гледале и сме си споделувале мислења и тие работи, Бог да го прости. Така ќе се најдеме, ќе си отвориме баш оваа тема. Он во последно време пред да почине по градинки, основни школи идеше, правеше некој, ми кажуваше, не само со Војчи, со разни други емитатори, да речем, со Ранко Рангелов, имав соработка чак. Водевме и емисии телевизиски, се викаше секој петок урда јадам. Ама имаше драмска пауза тука? Па мора да се разјасна. А види, тоа е во денешно време нешто слично како овие српските медиуми што прават
Гранд продукција. Курсаджи. Не. Што беше? Не, гранд продукција Пинкове звезди. Пинкове звезди. Значи таленти звезди. Сега ние, мислам Ранко беше тој што ја водеше таа како водител, беше модератор на таа емисија, у кафана се снимаше, со публика, со гости, со оркестар еден ќе го задолжиш и они ќе свират, а таленти кои мислат дека знаат или ги бива за пеење, ќе почнеа да си пее секој, ја бара оваа песна, нормално, пред тоа со име презиме и која песна ќе ја пее, ние го имавме тоа сценарио за оркестарот нормално да биде подготвен и да знае да ја свири. Мислам, се правеше таа емисија, се снимаше до душе во четврток или среда, а во петок во 21 се пушташе на БТ, затоа се викаше секој петок урда јадам. И Ранко ја водеше, имаше тука хумор, имаше убави така најави, смешни, интересни за публика. Кафаните кај правевме кај Мирко 919, правевме Радишани, Джипси, кафелици, не ми текнува како имаше у партнер у Илинден, натака два партнер или партнерси, имаше повеќе кафани каде се работеа, у Велче Омеанче се работеше исто. Знаеш, имаме циклус на цел 2-3 месеца или една сезона у Велче Омеанче сме ја правили. Имаше спонзор, имаше све. Тогаш исто со нив, мислам ти кажу, чак што виши водев и таа емисија, например, Ранко ки имаше тезга Австралија или не знам кај ќе отиде, еден период, а мора да иде емисијата, затоа што имавме спонзори и он никого, само вака ќе речеше на газдата, слушај, остај го цирко, он ќе ја води, нека ја води, додека сум ја оваа недела, не сум тука, или ако ме нема 2 недели, и јас ја водев таа емисија, мислам, го знаев она, стилот на водењето, сега не го копирав Ранко, во мој стил си ја водев, ама во секој случај ја знаев концепцијата, отприлика во која насока треба да се води и беше интересно. Дали беше, например, вклучен во тој дел на спонзори, на барање на такви работи, тој најтешкиот дел? Што мислиш? Еден период, да, ќе ти кажам право, во периодот кога дојде една криза 99-та, кој имаше бомбардирање Косово, Србија, тука, знаеш, еден период тука многу се окомшилук имаш Белја, и тука веќе одма се чувствува тоа. И беше многу тешко, така да немаше некој прилив на средства во телевизијата и тој газдата Зоран дојде до еден период каде што каснеш и со плата и со тие работи и трпиш месец, 2, 3, не можеш да трпиш повеќе, знаеш, не иде. Он нормално свесен за тоа и измисли во еден период му предложи вака, викам, ајде ја ќе си барам спонзори, ќе си правам 3 емисии во неделата, не мора ти да ме плаќаш, ама ти да ми овозможиш спонзорите да се емитуваат во телевизија, ме разбираш? И од тоа некој процент ќе има и за тебе од спонзорите, нормално поголемиот процент за мене, така да јас самиот ќе си се финансирам, ама да имам медиумски простор каде што ќе можат спонзорите да се рекламираат. Ја прифати таа идеја затоа што едноставно ослободуваше медиумски простор, имаш и некој приливи за него за средства, не беше задолжен да ми дава мене, а јас си бара спонзори. Тоа е тешка работа, точно, ама во тој период баш фала му на Бога, веќе, ајде да кажеме сега ештаблирано име ме знаеа, така да кај што ќе иде веќе полуотворени или отворени вратите со тие потенцијални спонзори. Повеќе тоа се исплати или плата? Не, тоа се исплатеше многу повеќе. Искрено ќе бидам реален, ќе бидам реален, процентот беше голем и тие работи, но после, знаеш како поминува, луѓето не измислиле топла вода, сите, знаеш. Се менуваат времињата. И да, се менуваат времињата, се менуваат све тие работи, така да во еден период ја во една емисија имав и по 15-20 спонзори. Да. И така да. Тоа се сериозни пари. Да, сериозни пари беа. Во тој период еве ќе ти кажам баш која година ми текнува, синот најмалиот која ми се 95-та година. 95-та и 96-та година. Знаеш, тогаш кога го добив најмалиот син. Третото дете. Третото дете, така, баш тоа се зезавме со трето дете. Зашто? Тој ден оди да се породи сопругата моја. Да. А јас на радио водев програма. Таа
не знам, некоја контактна со слушатели. И ми се погоди, тој период треба да и она болки. Отиде и ја однесов во болница. И сега во болница гинекологија, овдека државна наша ГАК, они не се секирају, вика, иди ти на работа, само што ќе се породи, кој биде он на телефон ти се јавуваме дека е окей све, да не се секираш ово, иди си на работа, па после работа дојди, ќе ја посетиш. Викам, добра, ајде. Имав еден пријател таму баш у гинекологија што работеше и вика, ја те барам, одма ти звона. Неси. Добро, ја почнав со емисија, тебе вака, ама не визуелно, него аудио, радио. И ја водам, слушатели се јавуваат, се зезаме, ја не им кажав што е работа, ништо апсолутно. И во еден момент ми звони телефонот, ми се јавува вака, ајде, срек, син вика ти се роди, викам, фала ти, ајде, и сега за да не ме држи ни мене место, сакам да идам, му се јавувам на газдата, викам, дојди, и он водеше емисија. Ајде, викам, дојди за мене да идам до болница, да го видам синот нежи, да видам женот. И он вика, сега доаѓам одма, ке те заменам, вика, ајде, со среќа нека ти. И ја станав, ама тоа ми е трето дете, мислам, керката, син и уште еден син. И кога он доаѓа и забелја, и викам, и чути, не отваре многу уста, продолжи си води емисијата, и као ништо да не било, он белјаџа, сакаше да ме наседне. Една интересна информација, вашиот водител до сегашен, сега ќе го завенам, става татко, му се роди син. Леле, викам, што зборуваш, викам, сега ќе се јавуваат, ќе досаѓаат, викам. Милиони луѓе. Да. И он, ако малку 5 минути ќе правиш, викам, ме задржуваш, треба да идам. Не, и почна, зрн, тоа телефоните да звада, викам, гледај што направи сега, со извинение сега, медиум сме, да не Кажи се звон, не, викам, мора да го усереш му. Да. Викам, ти се договоривме и он као, ајде бе малку око, и почна да се јавуваат, слушатели, фала, честито, ово, и ми се на слушателка, како е да се биде татко, вика, родител. И ја, шо да и кажам, трето ми е, викам, да ти кажам искрено, прекрасно е чувството по трет пат да бидеш татко. Викам, никогаш до сега не ми се случило трет пат да бидам татко. Прв пат ми се случува трет пат да бидам. Почна да се смеат сите. Мислам, тоа се во тој период, сакав тоа да го напоменам, дека кога водиш, се ослободуваш и сите други работи после некако полесни се сварна рутина, нормално концепција треба. Ова нашата медиумска работа е водителство, ја сметаш за лесна работа, за едноставна, за умствено напорна? Види, умствено напорна. Да, стресна. Поготово живото. За стресна е. За стресна е, но ако ја работи со љубов, тогаш све ти изгледа полесно. Ме разбираш? Многу ти е полесно, не ти... Знаеш, ке дојдат нови колеги, например, не знам, информативна програма од телевизија ке почне, и ги знам дека ги јаде тремата. И ги гледам, знаеш, ајде ке вежбат како да прочита некоја информација, вести, и они се првпат се појавуваат пред медиум. Треба нормално, се вежбат пред тоа, читаат ово, она, за гласот, дали одговарат за ликот, камерата, дали го сака, знаеш како идат тие работи. И кога ќе фати ги, ја ги чувствувам, викам, знаеш што, да ве ослободам, ако ја, сега, викам, вие окей сте све, викам, ама зашто, викам, пред камера, знаеш, некако одма се забележува тоа дека имаш. Викам, баталија камерата, не ја гледај камерата како камера, замисли си дека пред тебе има фрижидер или шпорет. Изборваш со шпоретот, викам, или со фрижидерот. Викам, камерата, ако помисли дека е камера, знаеш, те јаде. Викам, замисли си карши шпорет или фрижидер, си преш муавет со фрижидер. И викам, одма ќе ти се симне од глава тој страв, таа трема, и покушавам нешто на некој попрост начин да им објаснам за да нема таа трема или страв. Иначе, јавна работа е, нормално, водител, си излегуваш пред камера и сите очекуваат, јас имав милиарда смешни случаи. Ќе ги збориме. Да? Обавезно. Ќе ти кажам. Да. Добро, а имаш ли, например, да се да не сакам да те навредам, да се навредиш нешто, ако ти кажам дека ти си еден од најстарите медиумски работници во Македонија,
не си ти старец, ама медиумски. Не, стар Меѓу сум. најстарите си? Не, стар сум, чим помин, слушајте, рече, нема да те плашам нешто, ама чим ти поминат годините поголеми од бројот на кондурите, рачунај си дека си стар. Добар си. Сакам да кажам, дали на пример имало некој твое дете да кажеш, овој, значи баш јас го пуштив, имаше трема, јас го учев, некој водител сегашен, на пример, нешто. Има. такви? Не сегашен, но и они поминале низ тој период. Имаше така помлади генерации кои помина низ таа телевизија, на пример во Бетер и Шутел, каде што сме им биле ние мотив, кога не гледале, и иделе по тие стапки, знаеш, као да снема таа трема, да бидат елоквентни, да се подготвени да направат некој сценарио или синопсис за некој таки снима младински емисии, интересни, поучни со некои кратки приказни за порака едукативни за гледачот да прими таа пораката, нормално со елементи и на хумор и на сериозни пораки, и они самите вика, вие ни бевте инспиратори, или кога ќе сакаат да заглават негде, мислам кога ќе заглаваат негде во сценариото или синопсисот, сакаат помош, ајде да ни помогнеш или да ни помогнете, како би го ова истерале до крај, за да извлече поука самиот гледач или тие работи, и нашата порака да им ја испратим, и ние ќе се потрудевме да им помогнеме. Нормално, нас ни е мило тоа кога има генерации и поуспешни од тебе да бидат, ако се стварно онака окей, и мило ти доаѓаат, нормално. Така. Еве да кажам, во екот на твојата популарност циркотека, кога беше јас со Емил, со твојот син дружевме многу, ако паметиш, Емил, ја пишував некои текстови, Емил ми правеше, па и ти нешто ми пишуваш и ми правеше. Да, студио и сега има? Не, мислам, си има дома компјутер, нешто прави такви работи. Имаше студио, ама тогаш се и ми правеше музика, песни, ние одевме доле. Да, и ти ме памтам еден ден, не знам дали паметиш, ти ме повика, ајде испеј ми го ова. Јас тогаш нели пробував песни, некој правевме ова. Да, знам правев, ама не ми текна на ова дека. Ти дали имаш пишувано песни за доста луѓе, се надевам, нели и тоа го правеше? Да, го правев. Од тоа само ќе ти кажам реално, искрено, кога ќе ми инспирација кога ќе ми дојдеше, не ми беше обсесија да седнам ја текстови да правам, разбираш? Затоа што за ромски пеачи, сериозни ромски пеачи, не луфта млади, него имиња докажани во ромската естрада. И луѓе кои стварно сериозно се занимаваат, и ден денес може да кажам легенди се. И балкански, и европски познати ромски изведувачи ти збора. Имаме многу текстови, не само ја и Дишо правеше текстови, пишуваме, кога ќе ни дојдеше таа инспирација, затоа што кај нас текстови да пишуваш не се исплати. Затоа што него цена тој текстов писуцоник, може ќе им направиш ти супер текст за некоја песна, музиката нормално е извор, но некако тие текстопици за разлика на Запад или во Србија. Во Србија ќе им платат 2000 евра за текст, а тебе за 200 ќе ти се ценкаат. И затоа јас не ни сакав многу да се форсирам, мислам во тој смисол, затоа што знам не е ни профитабилно, ни материјално ќе се обезбедиш, ги знам какви се што се и затоа не се, но од кеф на некого што сакам да му направам или да му имам убав текст, си мислев убав текст, со убава музика, правевме. Ме разбираш? Да, и некој ти со работеше беше со Угросо, со Да, и со еве например имаше добро ромски некои текстови сум напишал на Бени од Нонстоп. Имаше еден мултивитамински проект, се вика така некако мултивитамин, имаше 2 ромски, 2 српски, 2 македонски, 2 албански, 2 влашки песни, и во тој албум му беше проект. Јалански пишуваш? Не, викам 2 ромски, во тој проект на Бени. Ја ромските ги пишувам. Некој друг му ги напишал влашките 2, друг српските 2, албанските и тие работи. Например, и за него сум ги напишал тие. И многу убави, успешни песни беа. И он си ги пее на своите, не знам, концерти или настапи негде, кога ќе си има како тезги. Успешни се. Правев со... Имавме еден бенд, The Reporters се викаше, составен од новинари. Еден период, еден како проект, беше
сега не знам дали го знаеш, Петрит Сарачини, Знам. вокал беше, Жаре, Не знам дека пеел. Жаре од Бербер. Жаре од еден на еден. Димитриевски. Димитриевски, он гитара свиреше, Јовановски, овој новинаров, све новинари и Ти си добар со Бојан, некако беше. и со другите све. Со Јовановски. Те така, Борјан. Борјан беше и мислам сите 5-6 бендот бевме The Reporters. Ја немав задача да свирам, ама имам на пример задача пратечи вокали, правев песни на ромски имаше у студиото кај Телма кај Македонска, во порано сегашно тоа. Карпош 4 Телма. Да, таму. Стара телевизија. Да, стара телевизија, таму снимавме тие песни, имавме и настапи. Забавни. Памтам тоа сега да кажем, имавте настапи, памтам како бенд, како целина, памтам дека имавте некаде свиревте нешто. Да, тоа беше бендот, повеќе се задолжени беа Мики, брат ми и Дишо. Ајгара бенд. Така се викаш. Така, да. Они беа тие рап песни или не знам така интересно, они беа задолжени за тие вокали и таа кариера нивна бендовска. А јас ретко онака ако осетија дека ќе се налутам, па заатр ќе ме земеа така да ми затворат уста само, ама они двајцата беа задолжени, а игара бенд. Буба Мара, нешто таква работа, кај Ранко нешто, имате нешто земена награда, ви има некојаш викнато? Ја не, него Бајрам Северџан има награда да Бено, да. Колјо, он таму, ја до душе со Ранко му помогнав една година на една бубамара, сега не ми текнува која беше, чинам така годината која почина Тоше. Так. Во спомен на Тоше имаше една снимка во Бетер, каде пее Тоше, Ѓурѓевдан Херделези, ја Знам. пее, а јас Тоше кога дојде таму да настапува у Бетер телевизија, па за прв пат дојде, тој дојде, да ти кажам право дека ние имавме, уствари ја лично, ќе ти кажам искрено, имав феноменални контакти и со неговата продукција, мислам, екипа и со Лилјана и со него, имавме окей контакти и односи, секојаш кој има настапи, промоција на нов спонзор, не знам, концерт, не знам, нов спотово, она секојаш добива покана и присуствував на ти. Така да изградивме еден добар однос со него и еден ден му зборев, му кажав, викам, вака, викам, да бидеш гостин во Бетер. И он рече, нема проблем, вика, кој ден? Се погоди Ѓурѓовден, мај месец. А он еден ден пред тоа во Словенија снимаше некоја песна, вика да дојдам од Лјубљана, тој ден, као у понеделник беше емисијата, вика у понеделник си доаѓам и ако стигнам на време доаѓам во студиото. Огнени момчиња свира, кој ќе биде и он ме замоли из ова. Дај ми ја, вика, Херделези и Ѓурѓевдан, ама рефренот на ромски, вика, да ми го искуцаш, да квакитам, да, текстот, рефренот, барем да пеам на ромски, даш он си пее и ќе го види текстот залепен до кавера и ќе знае, викам, ваши. И така се договориме, така му го направија текстот. Имаше тој настап и на Бетер, таа Ѓурѓевдан Херделези ја испеа, и Ранко ми ја побара, како една песна која испеал и на ромски, ме разбираш, таа Херделези, таа снимка, ја земав од телевизија и му ја однесом и за време на Буба Мара, кога беше по спомен негов, беше емитуван и тој спот на видеобим таму за време на Буба Мара. Ранко, награда не си му дал на човекот. Ама не е прв човек што ти помогнал да не му даш награда. Се знаеме. Ај мене што не ме вика, ама тебе. Не, добро со Ранко, добро. Ранко, од Карпош 3. Така, сега сакам да спомнеме малку околу циркотека. Циркотека тебе на некој начин те вивна, тогаш беше најпопуларен. Па да, интересна беше, види, пази, таа беше зезанција. Ти го смисли концептот? Да. Зезанција квиз. Не беше тој нешто, спонзори, има награди големи, што имаше кило кафе ке се даеше таму, не знам, ручек за двајца у некој ресторант, не знам, символични беа наградите. Но финтата на самиот квиз беше тоа што прашањата беа повеќе толку лесни, но во секој случај за да им се даде тежина и на хумор и на зезанција. Потешко да утнеш не. Да, и ја да не ја правам зезанцијата, ќе ја направи самиот гледач. И јас така, например, ги смислува прашањата, затоа што циркотека, тоа беа 9 букви,
и позади секоја буква се криеше со некое прашање со 3 опции на одговор. Под буквата Ц се криеше прашање со опција на 3 одговори, АБВ, под и да речеме друго прашање со АБВ одговор. Стилот беше пример. Сеавува гледач и здраво, што пришвамо таму и сега отвори буква која сакаш и карикирам, сега Р. Отвори Р и под Р се има довршија поговорката село гори и се под А. Баба се чешла, под Б тетка се депилира или под В стрига се андулирали, не знам, се лакира. Такви финти одговори беа. И нормално дека сите ја знаат село гори, баба се чешла или тој одговор. Сега овие, ама има некој, сега да не ми се налутам, ќе се појави некој пациент таков, така што не сакајќи ќе дојде до некој лапсов одговор, потоа го паметеа. Те молам, сега е веќе време да кажеш некој од пациентите, што се некој така да се за тоа ти рекол, специфична е работата на водителот. Не знаеш со кого си имаш работа, кој е позади на телефон. Так. Ти тебе камера те лови, ти си ујавно све, он на телефон фраере. Или фраерка, без разлика, машко-женско кој. Он може да биде шизик од таа страна, затоа што никој не го гледа, само го слуша. А ти си пред јавноста, пред сите. Имаше повеќе. Но една што секаде ме прашува, и тоа беше циркотека од 6 до 15 до 7, таму 45 минути траеше, ова сакам да го искористам. Prime time. Редовно ја гледа Тони Михајловски, Игор Џамбасов. Немаше емисија Ја те гледав, сите те гледав. Добро, сите те гледам, ти кажам, немаше емисија да не ми се јават. Добро, кој беше овој што ти се јава? Бе, откај знам ја, телефон е тоа, ја не ги барам, они звонат. Ама како можеш така да сега се осмеа они? Одма после оваа емисија мора да ми се јават они да се слушнеме, да се координираме, да се смееме. Не се. Се јавува, те да речеме гледач, се јавил, здраво, ваму таму, знаеш, и почнам, ајде да го секој, знаеш, може да има некој треба, може да нема, ја ќе го опуштам, као и неврзан муабет, тако ми беше стилот на водење. Немаш она многу ептен официјално. Брат, што правиш, како се, од кај се ево, што таму се ево, од ваму таму, добро, ваму таму ќе се разбрбе, ајде викам да не ме избркат од работа, дај да работиме, викам, тебе може ќе збориш ти цело време, ама викам морам да завршам, друг гледач да путам, да не оду, ајде бире буква. И он, не знам која ја избира, поема не, Ц, варда, и се паја врат прашање електронски апарат за регулирање на сообраќај. Такво прашање. Да, мислам, јас си го смислив и он едно, а знаеш, као јас сум тој и ваму там, добро. И сега, и он сега чути едно 30 секунди, а ја цело време си мислам, овој ме работи нешто, мене викам, ќе ми спушти нешто или ќе ме опцуе кај што не треба, ќе ме отера, викам, и јас сега да сум подготвен на секаква варијанта. Викам, сега еби го, он е фраер. И он мисли, ајде, викам, тука, да, тука сум. И нешто си има еден психолошки тест. Викам, ако некој се јавува да се позаебава, прво кога ќе се представи, може ќе измисли име, Да. па, викам, ајде да го опуштам, да ме сожали, сега карикирам, Трајче ми се јавил, и јас ајде, да, викам, извини, како ти беше името? И он, Трајче. Добро, значи сигурен сум дека тој не се зеда. Ајде да работиме, викам, ајде поле. И он помош, ни едно, ни две мене. И ја викам, одговорите ги памтиш кој бе? АБВ? Да, не, ова беше само прашање без АБВ. Електронски апарат, таму се сневиди. Са што е? Он ја знае логиката АБВ. Ја знае од предходно. И вика помош. И викам се зова помош. Со овој ме работи, мене викам. На Драган Вујчич ја се баре помош. Да, ама викам може да се собрали у соба
5-6 млади, овие викам сега ме вртат, мене ме работат, викам, ќе се заебават нешто со мене, само да се смеат, за да излезам ја за никаде. И викам, помош, и јас се викам, ајде да го омекнам, да го сожалам, да не ме заебава. И ја као, помош да, брат, викам, за ова помош домат, викам да ти поможнам, да дигнеме, да речеме, не знам, шифонјер или каучот да го поместиме ваму, таму, викам, ќе ти помогнам, а за ова помош, викам, да го насмеам и да го сожалам, да не ме зеза, знаеш, онака. И он, добро, ајде, викам, не, стварно помош. И ја викам, помош да. Ајде, викам, шо да ти помогна? Ајде, црвено, жолто, зелено. Шо да ти кажам друго, викам, помош. Значи, ја така му кажам. И он се па мислам дека е црвено. Ја застана, вака, ова почна вилицата да ми се тресе. Камерманите што беа легнаа доле, жими све. Они легнаа доле, режија легна доле, сите се газат од мене, ја пред камера стојам, мене ми игра вилицата, а срам ми е да се насмеам и не ми е пријатно. И ја го гледам, викам, сигурен ли си? И он, да, црвено. И викам, добро. И сега не знам, награда, поева не знам, кило кафе било. И он сега, нешко вика, погоди, ја освоив ли наградата? Мене ми вика. Викам, брат, ти заслужуваш телевизијата на твој име да се препише, а не оваа награда. На твој име газда да си на телевизијата, да се напуниш со пари, викам. Фала ти, брат, фала што се јави, ово, она, ајде, чао, те чекаме да дојдеш, викам. За награда. Да го видам кој е тој. И он, добро, окей, и ајде идеме со реклами, знаеш, не можам да издржам више ова, овие се вртат доле, се валјат од смеја, абе станете, викам, ајде идеме со блок реклами, да можам ја да се... Па што направам? И они пуштија реклами, некако джингал, мингал, нешто, и почна да се, кој беше пациентов, викаме се. Како? И викам, знаеш што, утре бидете спремни, ако дојде по награда, да го снимиме интервју, да му земеме, за кој ова ќе го запаметат сите, викам. Знаеш, почнаме да се... Не дојде да ја подигне наградата, дали му кажале, не знам што беше. Мислам, не, трече, тој е еден мал дел. Имало и повеќе дел со тие... Пример, имав одговори, не знам, да речеме, појма не знам, ете, китот, или, не, чекај, не ми текнува, во кој род на животни спаѓа? Цицачи, имаше таков одговор, китот и така мислам дека беше, во кој род на животни спаѓа? Цицачи, дудлачи или пушачи? Тако водо. И ми се јавува и викам, добро, ајде кажи сега, неш, и он као, помош мене ми. Како да ти кажам помош сега, па пушач, дудлач ли е китот, викам, да си мислам у себе. Викам, добро, ајде ти, што си? И викам, ајде ти во кој род? Знаеш, и он, па во пушач, пушам цигари, не се згади, како е пушач, човек си, викам, да, па во кој род? И он, пушач, абе запнал за тоа. Имаше многу финти во таа циркотека, ама истеравме 500 и нешто... 500 и нешто. Емисии, да. Тоа беше фактички пандам на вашите 5 минути. Да, после ми испадна, да. Драган Вујчич. Да, Драган Вујчич после ми имаше еден. Вие бевте први, пред него. Да, па запамтат да гледачите, мислам, онаја циркотека почна, после се појави тоа на Драган Вујчич. Исто и кај него имаше смешки, али во таа насока така беше, ама ние бевме пред тоа. Колку ни фалат сега такви емисии, такви? Нема сега па и такви работи. Не се појави вештачка интелигенција сега, за ни банални ќе бидат ваквите. Са не можеш тоа да ги. Ќе опраша одма ChatGPT. Додека се јавува. Одма ќе барат на. Мислиш дека не би имало сега драж такво нешто? Абе не, во тој период беа интересни тие. Мислам ја дека беа интересни. Мислам дека беа и луѓето самите зборуваат,
кажува, стварно можда прости све тие работа, ама им беше интересно на луѓето. Денес знаеш како тие медиумите, и социјални мрежи, и ваков начин, и онаков начин на комуникација, малку веќе во друга насока. Јас Цирко не би рекол дека беа прости, него знаеш како има една паметна, интересна мисла на Драган Вучич, кој као што кажа, го памтам и тоа е така, што велеше еден пријател, Бог да го прости, не може никако поинако да биде, а тоа беше јас му го дав на народот тоа што го заслужуваше. Немаеш ти на значи да му даш нешто, заради тоа што знаеш дека за него поготово имаше многу смеи, многу селјак, па вако па тако. А он го правеше само тоа што сите што луѓето го бара. Го бара народот, зашто он, мислам, мене ми беше стварно, зашто некои пријавки што се вика, некој така имаше изрази во кои сме, ама луѓето го бара тоа, самите луѓе го бара тоа. Така е, така е. Апсолутно. Да те прашам, дали си на пример политички определен, дали си имал некои сопки од некоја партија, нешто да? Не, затоа што рече, не сум бил толку зацапан у политика, така, мислам, и со сите политичари, со голем број, сум окей, апсолутно. Не се врзувам многу за, не знам, партија, не знам, ваков или онаков. И вака, пошто и со медиум се занимаваш и ти, тоа е многу лесно да те обележат и... Термоздраво много. Тоа е тоа. И лесно е да вака боле, окей, си имаш муабет со сите, за да не дојдеш подосна. Значи, како Хамди Бајрам си имал некоја интересна анекдота, нешто, пошто он беше доста интересен лик. Со Хамди Бајрам имавме, мислам, апсолутно, ја го почитував и како човек и како политичар, искрено, цел он можда беше интересен за народот и за јавноста, ма и разни вицеви хизми, но во неговото срце, она што сакаше, он да го, можда вокабуларот не му беше на тоа ниво како на некој врвен политичар, оратор, говорник, али све што го кажуваше од срце, од душа, и тоа му беше идејата. И ја го почитував и како човек пред се, и како личност, па и како политичар, затоа што он он секој збор што го кажуваше имаше своја цел. Он со таа мисла идеше да го каже. Тоа сакам да те прашам, има одредени гафови. Дали мислиш намерно ти ги правеше? Не, понекогаш ги види се, зависи од ораторските способи. Например, он ненамерно, на брзина да се искаже, ќе каже нешто. Имаме еден период таму во Шуторизари, правихме забава, ја брат ми Дишо Мики, као пензионерски подрумски простори го украсиме и тука доаѓа младите. И се собира младите од Шуторизари и ние им правиме, носиме пејачи музика, она да им биде еднаш во неделата, мислам, недела ли, да, така нешто. Забота. И еден ден правиме таа забава, заврши, рано завршуваше, 12 и пол 1, сега ние се спремаме такси да си викнеме, да си бегаме дома. И заставаме стои газдата на тој објект, си пиеме сокче, се раздуживме со пари, знаеш, на проценти си идеме, и тој момент доаѓа покојниот Амди. Кога? Амди Бајрам. Сега, легенда. И седиме, баш она финта е тоа што сега се случи. Седиме и, ама касно веќе затвори, си отидоа гостите, ние си седиме 5-6 луѓе на маса, и си правиме муавет, и он влева, што правите, дечки, значи, пристап, нормален, најдругарски. Што причиш, Амди, како си, добар, добро. Кај сите, бев у Сараево, ме викнале некои луѓе, таму бев, вика, овие денови, 5-6 дена, вика, поминав супер, вика, ме прешета, ми баш чаршија таму, вика, многу убаво место е тоа, вика, баш чаршија, ама, вика, ме онесо, не знаја како да ме дочека. Се најадов, тоа, вика, Кока-кола, вика, се напив кебапчиња. И јас да сам го гледам се, викам, шо, он не да се искаже побрзо, се напил кебапчиња, се најал Кока-кола, и почнаме да се смееме, знаеш, и овој газдата не примети, почнаме да се смееме, и он, добро бе, знаеш, ја брзо, и викам, добро, ај шо ќе пиеш и... Кебапчиња? Не, викам, шо ќе пиеш, имаше Миранда. Миринда, да.
И му сипавме и он, знаеш, баде уморен, жеден ли шо, се напи, знаеш, и она, го освежила. Знаеш, ова Миранда најболја Кока-кола у свете, вика. Па почна, не може да истрпам више тука. Знаеш, он, да се го искаже, тоа на брзина и... Не се кајќи. Знаеше да направи некој лаг. Тија, ама секоја финта, мислам, оние пораки што сакаше преку собрание, одговорница, тие му беа со умисла. Стварно, да испрати некоја порак. Мислам, лично, еве, ја ќе ти кажам една интересна тушка со него. Додека беше пратеник во собранието, нели имаше собраниски канал и седница на собрание, пратеници, овој ќе стане, ќе зборува, ово, она. И еден период, јас си го ценев него, стварно, мислам. Па зашто не? И сега пред некој, он седи во тие, како пратеници, си седи тука, позади, ама бардо уморен ли, не знам појма, немам, и еден пред него пратеник, се не ми текно, кој стана од говорница, не од една говорница, него од место. Ама додека зборува, кадарот од камерата го фаќа и него позади, а сиротиот, он уморен, почна и си дреме, вака се спие. И сега го гледаат сите, цела македонска јавност, тоа собраниски канал го гледа. И викам, сега ќе му извада што со, викам, вицеви на него, спие за време, знаеш, а јас... Тогаш и К15 се снима од собрание и пустија случај. И викам, сега ќе го зезат, викам, човеков, знаеш, и ја му звонам, го има в телефонот, него и му звонам. Знаеш, на средона, и се гледа и он како вака дреме, спие, знаеш, сега да го слушам в телефон и знаеш, вику собрани, знам, викам, ама отвори очите, те фаќа кадар, викам, у камера, викам, кадар, отвори очите, ке ти се смеат луѓето, викам, не се зезај, разбуди се. И он, добро, фала. И затвори. И нормално, мирен веќе седи. Нешто сега, што да правам, морав, викам. Не, се помина тој период што помина, еден ден пак исто пуштаат, она, и он мене као тогаш фала ти многу, знаеш, ово на што ми се јави, знаеш, да не би... На удар ке би. Да не би смеа. Да, смеа ке беше. И после ми изме месец дена или така, не ми текло, пак загледав нешто собрание, го гледам и него, ама сега, замисли, цела салу собрание, он со наочари за сонце, црни, он уствари спие да не го видат дека... Паметен за сетил. Одма му текна, наочари за сонце, си стели, си гледаш, не го гледаш и дали спи или не спи. Викам, види го фраер у сала, викам, наочари за сонце, ама знаеш што е финтата? Војче носеше ночари за сон, добро, пред камера, пред он. Не спиеше, ама си ги носеше. Да, ама ова викам. Имаш прекрасни анекдоти, намерно ти ги спомнам овие ликови се ведети на ромите во Македонија, и ти си еден од нив. Можеме ли да спомнеме, например, зборува за Есма, дали имаш нешто, например, за Вели Мумин? Вели Мумин ми е драг пријател. Да, се знам. Мене некои такви интересни анекдоти за нив, вака некои. Па да бидам реален, искрен, мислам, јас имав со контакти со Вели Мумин и со Есма. Еден период, не знам колку се информирам, БТР беше и во просториите на сегашниот сега за несреќа таа пропадната куќа што треба да биде музеј на Есма, музеј на уметноста, кај современа уметност, музеот што е карши таа куќата голема, ако си бил, сега пропаѓа таа куќа, двоспратна. Тука ни беа студиото на Бетер, скоро една година, бевме тука и имавме ние секојдневни контакти, кога немаш она, да речеме, концерт или негде, ако беше во Скопје, во Македонија, тогаш секој ден се гледам, ама да бидам реален, искрен, онака чисто јас ја почитувам и како величина, и како жена, и како хуманитарка, така да немаме некој обични муабети си ги имаме, најнормални. Ме радваш, не на некоја дистанца. Приватно, каква жена беше? Непосредна, ќе ти кажам право. Непосредна, чак што више, јас се изненадив, еве сега ќе ви кажам една интересна работа. Јас се изненадив од нејзе. Бевме цела екипа на камермани, водители, сниматели, тонци, телевизија кај нејзе. Говориме за Есма. За Есма збориме. Кај нејзе во подрумските простори беше тоа телевизиското студио, како подрумски. И тука бевме секој ден комуникација. Еден ден, на самиот почеток, беше, кога, да речеме, првите 2-3 недели,
И Мило, што правиш, знаеш ово, она. Така ли кажеш? Да. И што правиш, викам, добар. Слушај да ти кажам нешто. Океј, ја овие другиве деца не ги знам многу, вика. Ама, вика, тебе те знам. Кога си гладен, кога ќе ти се јаде, вика, кога ќе ти се, сакаш да се одмориш, малку да се, не мора, вика, да се, гладен си, иди, се вика 16 и Беза, на Симеон, сопругата, Симеон. Само кажам на синот незин? Да, синот незин со да, сна незин. На Беза ки побаре слободно, вика, за јадење имаш горе, кога ќе, не бе, викам, мајче, ја мајчец ја викам. Не бе, мајче, викам, зашто, слободно, јас со тебе се осеќам слободно, и вика, затоа што ти си мој човек, вика, моје дете. Па добро, викам, сите, не, вика, ама ти знаеш или не знаеш? И јас не знаам, што? Јас и татко ти сме братучети, вика. Што збори? Јас ја гледам, никад дома не сме направени, дека сме роднина на татко ми. Викам, не знаев. Па вика, или праша мајка ти, по име ја вика мајка ми. Праша мајка ти, вика, ке ти кажу. Ја памтам јас мајка ти. Да, ме види. И вика, праша ке, баш интересно ми дојде, ја доаѓам дома, вика, мамо, вака, вика, Есма ми рече, да, вика, братучети се, вика, со татко ти, вика. И тоа, втори мислам дека беа, роднини сте. Вика, викам, откај знаеш, викам, не, она ми кажа денеска, викам, врска не. Да, вика, и она ми објаснуваше после со татко и на татко ми некои родни, први братучети, они Есма и татко ми као втори братучети бие. Гледај твоите колку биле скромни, Есма која е во Србија, во секаде беше, значи Есма беше едно. И пази, она ми кажа. И они ништо не ти тебе спомнале? Не ми спомнале, мислам, спомнале, али види, не се фалеле сега да ти е. А она ми напомена нешко, и тој на тој начин, тој ке јадеш ти, моје дете си вика, нешко, ако сум гладен, јас слободно као моја куќа да сидам слободно да јадам, например, на вториот, третиот спратот ни беа. И ја тогаш прв пат сватив, уствари слушнав од нејзе. Јас ја памтам мајка ти, но за жал не го памтам твојот татко, иако имам слушнато многу приказни, една од нив, заради тоа што знаеш дека во исто мало бевме, како дете сме таму. Татко ти кога доаѓал дома со музика доаѓал, со тапани, со зули, сите знаеле дека доаѓал дома. Можеш ти да кажеш некоја нешто? Добро. Весел човек ли? Не, весел човек, он беше харизматичен доста. Неговата работа беше специфична. Во тоа време на Југославија се работеше он како сега стюард, домаќин на спални коли, во железница, сакам да кажам. Значи, железница, како нели има вагони, прва класа, втора класа и има тие спални коли или коли за ручавањето. Сега таа секоја спална кола или кушетка си имаше свој стюард, домаќин, одржувач на тој вагон. Затоа што не можеше секој во тој кој ќе се купи за во тој некој вип класа. Вип класа беа. Тие во тој период, сега се авиони си патуваат, ама во тоа време престиж беше во тие спални коли или вип коли, затоа што тука спиеш, можеш да јадеш, да правиш. Он беше стюард, домаќин на тоа му беше работната задача, цел живот тоа го работеше во македонски... Патник. Се шета по... Патуваше низ цел свет. Шетан човек. Европа мислам, тоа работа му беше, ме разбираш. Така да, он имаше комуникација и комуникативен беше. Али беше едноставно така харизматичен, сакаше нешто сите да има дружба. Тоа што викаш ти кога ќе му текне, ќе знае и со музика да си дојде. Знаеш што правеше често се ќе ти кажам. Патуваше Германија, Дизелдор, Хановер, не знам, Хамбург, релација, Истанбул, не знам, Амстердам, сегде кај што се патуваше во тој период од екс-Југославија, Венеција, Трст, не знам, ќе земеше, ќе напунеше играчки, ќе земеше, кога ќе доеше да сите мало децата, ќе ме дали пластични пиштоли, не знам, вакви, такви играчки, некој, да сите од мало ќе им поделеше на нашите другарчија, тука што сме биле, не знам, сега да не ги напоменувам по своје име, ќе ги поделеше, они се радува, знаеш, за него не беше некоја страшна пара, али сакаше, знаешете, да предизвика радост, онака кај децата и тие работи. Таков си беше.
како млад, например, еве можеме да спомнеме за тој, еве сега спомнат детство, деца, кога сте биле деца. Но, еве веќе стануваш, например, момче, каде искачавте, со кого, можеш да спомнеш некој од твоето друштво, кои беа тогаш местата во Скопје? Па во тој период, сега, ние сме таа генерација која пораснавме со ајде да кажеме синонимот на Скопје рекорд, да речеме. Сега не знам колку се слушам за диско турист. Имам. Да, Чичко Стоилко не беше, мама беше. Не, беше зборно Чичко, место. Да, зборно место Чичко Стоилко. Еве да речеме нашето друштво од Насоба или другари од цело Скопје која ќе се нашето беше, сега да не се измешаме, кај фонтаната, баш кај Триумфална капија, кој кај Чичко Стоилко, кој кај вртените скали ги у Трговски. Ние бевме од оваа страна, од другава до Семкарницава Зуко што беше на времето, има секој си има своја тука моторџи ке се сове, таму излегувавме, зборното место ни беше или пред Путник или пред Рекорд. И во тој период немаме ние телефони мобилни као сега или Домаш. Фиксен домаш. Ама Во, ти ке се во четврток, во 10 сата таму. Да, но имаме и финта една, мислам барем нашето друштво си правеше. Имаше трафики, карши, сега чоколентли, како се вика тоа, не знам. Говорници? Не, трафики бе обични за цигари, новини Трафики, се продава. да. И имавме ние, ако случајно се собереме друштвото и сега сме, не знам, 7-8 луѓе и ќе се договориме ова диско или ваму ќе отидеме или таму. Сега, негој касни, 23 не дошле на време. Ние земавме со ливче, пап, ќе си запишеме, ние сме таму, тоа ливчето ќе освиткаме и кај трафика, ти си го знаевме, зборното место и кај на кое место да баре, ако закаснено нешто дошло на време, да најде да информација, СМС порака, ама преку Што лист. збори? Да, такви финти има. Таму ти кажувам, у тој период беше Дискотеки. Дискотеките, ти кажувам, Турист, Таверна, Хотел Бристол, тука по така јас сум таа генерација што после ми излегува Пирамида, Бонијани, ама добри, у тој период пак се врта Пирамида, Бонијани, тие ни беа шеталиштата, Шабан, дискотеката, Панорама горе, Зелен рај си идевме, чисто у дискотека или у кафана Фецу, ако сакаш народна музика да слушаш. Тоа беше низ Трговски. Тие беа местата каде што се вртевме, се дружевме, излегувавме. Парк, прошетка, не знам популарно, сега колку јавноста знае, Люмфер Брдо, по викендите се собиравме таму со гитари, ќе си пееме. Тоа беа наша шема некоја. Се дружевте со други населби или со Кисела? Да. Не. Другари што бевме, као другари имавме и од Кисела вода, и од Ѓорчи, и од Лисиче, и од аеродром, друштво кое ќе се собереме, кога се наоѓавме у град, бевме од различни места. Вие сегде си се собравте, ама Карпош не, Не, и Карпоши, имавме, ти кажувам, од Карпош, од Ѓорче, од Ново Лисиче, од Лисиче аеродром, Кисела вода, Пржино, Црниче, Топанско поле, имавме од Чаир, автокоманда, другари, кои ни беа зборно место таму и после кај се договаравме, таму идевме. Овие сите места што ги спомна сега, пола од тие места, еве ќе се запрашаш јас од кај ги знам, иако сум многу помлада генерација, верувал или не, токму од песна Цеки пее, џаве живиш у Скопје, Да. и ги пее Јана, и Бони Јана, Да, сите тие. и туристи, Точно. и од таму буквално многу баа приказна песната и ние има прикажано. Да, со Цеки сме добри пријатели, добри другари и Цеки е моја генерација негде од прилика, така да у тој период било и тој и тие места кај што сме излегували и Цеки излегувал и Владо Јаневски излегувал. Ја не знам дали знаеш ти, Владо Јаневски пред да биде со не знам, со Заздов. Со Заздов, Роберт, пример таа Ластовица. Ластовица. Пред тоа, да речеме, Владо Јаневски, сендвич. то сендвич, сакав да ти кажам. Да. У тој период. Ти тогаш со него... Па не, мислам се знаеме, се знаеме и со Коцка лед, да речеме, од аеродром имаше една група. Чух за нив и така, излегувавме војни базен. Аеродром. Да, Ромео знае, мислам, ама во овој период, ти кажувам, многу дискотека, Луна парк, кога имаше дискотека, исто одевме.
Како успеа циркот да го одржиш балансот помеѓу личниот живот, интимниот, например, домашниот, да го одржиш од професионалниот, зашто? Знаеш како новинар, например, водител, тенка е линијата, секој сака да ти влезе во интимата, Добро, што јасно. имаш, како кај си, што си, со кој си. Ти како успеваш тоа или си... Брат, сега ќе ти кажам таче. Нема тука височи, нема нешто надменост, мора ја излегувам телевизија или не знам ме знаат или секогаш било најнормална комуникација. Приступен, приземен, нормален, правиш муавет, со секого имаш она отвореност. И кога си толку како да ти кажам, Непосреден. Како? Непосреден. Непосреден. Немаш бариера околу тебе. Немаш што луѓето веќе да бараат. Што има? Се извинувам. Се степат. Што има? Да, микрофонот ми. Немаш што да бараат од тасана на бариерата. Ако си непосреден, како да ти објаснам, поотворен, не би требало да мислам, барем јас сим ги немал тие проблеми. Ама знаеш како, па тоа е меч со две острици, заради тоа што Точно има е многу тоа. сакаат, како што велиш, да те исме, да те зеза. Да. И на Јанко му се јавува доста пациенти, па и на тебе исто Да, така. и мене. Но нешто, кога имаш една непосредност, ме разбираш, кога се... Ајде, не им продаваш И чалма. кај мене ги има тоа сега, исто така. Да. Се јавува се. Тоа да, ама во секој случај, се трудиме колку толку да бидеме, не се трудиме да бидеме, него сме обични луѓе, обичен човек со сите своји и слабости и убави овие врлини што се вика. Сосема на крајот би те запрашал, овој разговор ни помина буквално вака, дали тоа што кажам, многу приказни, ексклузивни, што да се не се кажал никогаш. Би те запрашал, кои се најголемите предизвици со кои во кариерата си се соочил, например, дали си имал некои потешкоти во твојов јавен живот покрај малите екрани? Искрено ќе кажам, Некои лоши моменти на сред снимање, да не ти е до зборење не па да те снимаат, например. Абе види, тоа се случува ти повеќе, понекогаш не може човек секогаш да е расположен, насмеан или све окей. Знаеш, например, ти си во јавност, преку телевизиските екрани веќе те знаат, си постел некој профил на водител или личност, која те знаат од тасана е како хумор кој. Сега ти си имаш проблем, као секој семејство, као секој човек. Дома ти се разболело дете, сопруга, ти де си добар. И сега да речеме, ја па често нака си излегувам, немам некоја посебна линија, можам и у јавен собраќај у ЈСП да се возам и со такси, и со секоја комуникација или во непосредна на шетање и те препознаваат луѓето. И сега има некои луѓе кои си прават своја представа дека ти мора секојаш да си таков како што си на телевизија. Што не те замислуваат? И сега ти не можеш да му а тебе не ти е до тоа. Ти имаш, ти кажам, проблеми. Не си ја платил ратата, ти си ја пет пати од банка, абе која ќе ја враќаш или ти е сега тоа е проблем. Голем. Веќе. И сега не можеш ти да бидеш во секоја секунда и расположен, на секого и да му одговориш, или он како што очекува да му воза. Тие се тие, ајде, елементи на потешкоти, кога се, како да ја избалансираш таа работа, се трудиш колку толку, но не можеш на секого да му објасниш, не ми е до разговор, жив ти све батали, остајме рад малку. Така Не можеш. Ке најдеш некоја формула, ваму, тамо на некој начин да ја избалансираш работава, така да не му оставиш и него па лош печаток или некој мислење лошо. Но во секој случај не сум доаѓал ептен до такви ситуации, али се случувало и такви моменти. Многу ти благодарам што ни беше денеска гостин и ти посакувам добро здравие и нормално да ни дојдеш повторно тука да си направиме еден исто така лежерен ваков прекрасен муабет. Се надевам дека тај беше окей муабетов. Ти благодарам. Ти се допадна ли? Да. Ти благодарам за поканата. Поздрав за тебе, поздрав до екипата. Феноменални сте. Чак не ме остигна ратни вода да се напијам. Тоа Што сакам беше да те све прашам турбо. на крајот, како ја оценуваш мојата работа? Дали ти се кажи ми некој па може и замерка што да се поправи? Не, све е супер како тераш, многу си ми интересен и како лик и како меду. Те знам и многу те бива како Џандар од Миле. Те бива исто и за водител, знаеш да ги поставиш прашањата, знаеш каде да што се вика да процениш моментот
во кој момент да ги поставиш тие прашања, така да ќе ти посакам многу успех во твојата кариера и во приватниот живот нормално. И пред се, ја викам дека тука нема да застанеш, ќе бидеш доста уште по фул и со гости и со рейтингот и нормално како водител и како она што ти е љубов, тоа што викаш ти за скечеви и тако, и за тоа те бива. Многу ценам затоа што, знаеш, кога ја глумиш, иде као ноншалантно, или, знаеш, на лабаво, као, али добро го прикриваш и многу успешно е тоа. Знаеш како? Еднаш мене, ова на крај само ќе ти кажам. Да, баш сакам да знам. Не, на представа театарска беше сериозна, мислам сериозна, таа беше комедија и театар сум правил. И ја следеше, не знам дали се слушнал за Рахим Бурхан. Рахим Бурхан е прочуен ромски режисер, театарски. И се он живее во Германија и работи таму во Германија, со Пралипе театарот. Брат му на... Како се викаш? Не на Неджо и... не. Не на Армен. Тој е актер. Тој е актер во Германија. се актери. Да. Ево, тој театар, тој режисер. Така, ја се помнам. И Рахим ја гледаше таа представа, и се сакав ова да ти го кажам, за да те асоцирам на што сакав да ти кажам. Ја одиграв улогата, се смееше публиката, нормално, нема голема улога ја таму. И не ми бев главна, некој епизода, така. Не си. Кога завршим представата, се намекал тој организатор, но не се навече. И мене вика, Цирко, знаеш што, ти си вика актерска проститутка. Викам, што ми кажа, бе, викам. Сега си мислам, жими све. И викам, зашто, бе, Чичко Рахим, така ми вика. Не, вика, маживо, ова актерска проститутка. Викам, што значи тоа? Убаво и се продаваш на публиката, вика. Како? Многу знаеш убаво да се удвараш и да се продаш на публиката, вика. Знаеш како, вика, се продаваш и убаво се удвараш. И јас сега го... Викам, Значи, тоа ти сега мене ми го кажа. Чекај, како да го сватам? Како комплимент, вика, тоа е тоа. Знаеш да и се продадеш на публика. И ти убаво со тие... Керефеки, тие мимики, тој муавет, ти убаво и се продаваш на публика, ти да продолжиш така. Ти благодарам многу. Не ти рекол актерска проститутка ја. Само така споредба ти. Така. Не пој да кажеш така кога ми објасни што те асоцира, тоа е комплимент. Така. Ти благодарам од срце. Јас сум како дете сум учел нормално од тебе. Еден од ретките ти беше од кој сум учел водител на пример. Па и комичар исто така, Војче, ти така да ти благодарам многу посебно од лик како тебе што ми го кажа ова, ми значи многу што сум човек како тебе што сум учел од него. Да ми кажа некој што буквално не ми значи ништо, значи едноставно би му се заблагодарил. Ама од тебе ми значи фала ти многу. Мило ми е трече и нормално знаеш и од малецок те ценам без разлика и пак ќе кажам, ти посакувам се најдобро во секоја смисла од зборот, во животот, во кариерата, во работата. Драги гледачи, Рамуш Муарем Цирко, тоа беше и се надевам и верувам и знам дека ќе ви се допадне овој подкаст, а вие знаете дека треба да го споделите како би допро до што поголем број на луѓе, да стиснете лајк, зашто ќе ви се допадне и се гледаме во нареден подкаст.